Добро вечер, среда, 21 часот и 5 минути, време е за печат на неделата. Емисија која што ја водам јас, Сашо Ордановски, вашиот водител во овој дебатен блок на отвореното студио, студио 1 на Еден телевизија. И вечерашната тема е нешто што гледам дека веќе почнува да се врти во македонските медии, во македонската јавност, како една, да кажем, предзагревање за она што ќе следува идната година, а тоа се претседателски избори. Вечера ќе разговараме за тоа каков претседател е потребен на Македонија после Ѓорѓе Иванов, може и со таа запирка и без таа запирка, но моите вечерашни гости се луѓе кои што имаат што да кажат на оваа тема. Господин Тито Петковски, кој што беше во 99-та година бевте кандидат за претседател, колегата помлад и така Кристијан Фидановски, кој што е политолог, кој што денеска е во Вашингтон, ја завршува својата магистратура таму на Џорџтаун универзитет и кој што сум сигурен дека ќе ни даде еден поинаков агол на гледање од ова што ние ќе го говориме. И се разбира Имер Селмани, кој 2009 година беше кандидат за претседател. Така што на прашањето каков претседател ни треба, Кристијан имаме каков, тие двајца да не кажат како мене, бидејќи веќе беа. Кристијан, каков претседател треба на Македонија на наредниве избори, после сите овие перипетии и после ова политичко зрење во изминатите, да кажем, 3 децении? Според мене, моментално сме во еден период во кој довербата на граѓаните во институциите е многу опадната. И како што можевме да забележиме во некои од последните анкети, дури и специјалното јавно обвинителство, кое што претходно барем имаше еден висок рейтинг кај луѓето, сега дури и неговиот рейтинг опадна, така што многу е важно, мислам дека треба да се искористат претседателските избори пред се за подигнување на целокупната доверба на граѓаните во државните институции, а најдобар начин да се направи тоа би било со надпартиски кандидат на овие избори. Пред се за владеачката партија моментално со оглед на разочарувањето во јавноста поради бегството на Никола Груевски, поради амнестијата и така натаму, веројатно би било стратешки еден добар потек да се покаже пред јавноста дека се става државата пред партијата со исфрлање на еден кандидат кој што според својата заслуга ќе биде предложен, а не според неговата партиска припадност. Петковски, има ли шанса за надпартиски кандидат на наредните избори? Мислам во овие наши услови не. Ако прашање... Која е таа дисконекција помеѓу партиите и јавното мислење? Зошто не? Еве ќе ви кажам, значи ако одговорам на прашањето што го поставивте во емисијата, какво претседател ни треба? Нам ни треба сигурно претседател со сите атрибути. Мислам тешко може да разговараме каков ни треба. Треба да разговараме каков претседател можеме да избереме. Во овие, затоа и реков. Да имаме развиено граѓанско цивилно општество во кое не е битна етничката припадност и така натаму, верската убеденост, да имаме висока политичка култура, свест за државните интереси, да имаме чувство на припадност кон држава, не кон партија прво, мислам дека е прекрасна идејата да се избере надпартиски човек, кој што ќе биде со својот авторитет, кредибилитет, ќе зрачи подеднаква доверба да има и кај политичките партии и кај граѓаните. За жал, ние онака раскарани, омразени, со злоба меѓу себе разговараме, тешко може да се дојде до решение. Говорам во овој денешниот миг политичките партии кои што се на власт и во опозиција да дојдат така да кажам до решение надпартиски. Иначе би било може би препорачливо, идеално за да престанат да се карат. Јас реков една прилика ние како нација викаме дека апсолутно приоритетно ова прашање дали можеме да се помириме за Македонија и во тие рамки го сместувам и ја сместувам можноста да избереме претседател по убедувањето на мнозинство граѓани. Господин Селмани, сега ќе ве прашам за албанците не затоа што сте албанец, туку затоа што меѓу другото сте поминали низ тој ражен, да кажем, претседателски. Па тие се ставени во некаква ситуација да бираат надпартиски претседател, бидејќи секако веројатно не може да биде избран за претседател на Македонија човек, доколку ќе дојдеме до прашањето за консензуален или не, но доколку е да речем представник само на една албанска партија. Така што може би се албанците во таква уникатна позиција да се како гласаат и го одберат да не гласаат едно за некој кој не ги репрезентира нивните партиски бои. Па до сега така, Сашо, и се случуваше сите овие циклуси на претседателски избори да партиите кои што ги представуваат воглавном албанците во вториот круг се одлучат да поддржат некој од кандидатите, пред се, значи, кандидат на владеечката партија која што во моментот била од тоа време, дали се работи за
Киро Глигоров, господинот Киро Глигоров, или Борис Трајковски, господинот, или Бранко Црвенковски, па и Иванов, последните избори, он имаше минимална, меѓутоа имаше поддршка од 1000 гласа албанци од неколку општини, односно неколку места, така што на прашањето, ова е само еден опис, на прашањето е каков председател ни треба. Јас викам секојаш има прв пат. И зашто не 2019 година да имаме прв пат председател не типичен каков што сме го имале досега, можеби исклучувајќи го прв пат председателот Киро Глигоров, кој што имаше еден поширок концензус и така натаму, да, историски момент околу во моментите кога државата се создаваше, тој стереотип дека влегува двајца кандидати во тесен си избор, па после некако се договарат партиите што отстапки ќе добиват после вториот круг, па да го поддржат, и ние за жал не сакам премногу да бидам критичен према минатите председатели, вклучувајќи го и актуелниот председател, меѓутоа за жал добивавме несоодветни, поготово со председателот Иванов, несоодветен председател кој што по ниту еден параметар не е председател, односно не успеа да биде председател на сите граѓани на Република Македонија. Затоа викам, секојаш има нешто прв пат. Господинот Тито Петковски кажа дека мора да биде партиски и веројатно ќе биде партиски. Значи некако би требало туку каков можеме. Меѓутоа ние не можеме да излеземе туку толку брзо од тие партиски договарања и преговарања. Тоа гледаме и сега се случува со законот за амнестија, со промените на уставот. Значи сепак мора да има договори, преговори, пазарење. Меѓутоа институцијата председател на држава е премногу сериозна, не е за еднократна употреба, не е акт кој што нема да има, да кажеме, последици по функционирањето на државата. Ние најдобро видовме последните 2 години со однесувањето на сегашниот председател и те како државата може да стави во ќорсокак, да генерира многу големи кризи, така што институцијата председател треба многу умерено да се профилира кандидат кој што секако ќе има поддршка од политичките партии, затоа што ние сме далеку сме од едно општество каде што може да се кандидира еден кандидат од граѓанското општество и сите граѓани после во мнозинство да го поддржуваат. Значи тој мора да има некоја си поддршка од политичките партии. Добра, таква е и процедурата меѓу другото. Треба да собере потписи или потписи или од пратениците или потписи 10.000 од граѓаните. Така е, тоа без партиска структура, инфраструктура да тоа го собере, бидејќи тоа не е едноставна процедура, веројатно и не може да се кандидира. Значи идниот председател според мене треба да биде председател кој што ќе има атрибути, значи пред се морален, чесен, ќе има вештини и знаење и доволно искуство да во државата луѓето ги сплоти еден со друг, да не создава непријателства внатре и надвор, туку што е можно повеќе да создаде мир, спокој, пријателство и доверба. Да обединува. Да обединува и да создаде доверба кај граѓаните во однос на институцијата председател на држава. Господа, ако ми дозволите, нашиот колега, мојот колега Чомовски, кој има таа харизма да може да привлече голем број гледачи да му се јават на телефон, вчерашната вечер на своја дебатна емисија искористи за отворени телефони токму на оваа тема. Бевме во мал договор, тој да направи еден Vox Populi, едно испитување на оние што ќе се јават каков председател ни треба, а ние вечерва во квалификуван состав да тоа го разговараме. Затоа предлагам режија сега да го пуштиме тој краток 3-4 минути прилог, да видиме што велат нашите гледачи, оние што избраа да се јават во разговор со Чомовски, каков председател и треба на Македонија. Бидејќи сме парламентарна држава, не сме председателска, би кажал, председателот не игра никаква улога, треба да се избери тимот околу него многу јак да биде, така да председателот моштана фигура, како и досега. Зар вие мислите дека Георги Иванов беше воштена фигура после последниве премијажи што ги направи на Македонија во последните 2 до 3 години? Па, видете, председателот, како некој весло беше, ден атака весла, ден навака весла. И не знае кај му оди кајчето или бродот. Едноставно секој човек што ќе собере толку и толку потписи од граѓаните,
да има право да се кандидира за председател на држава. Нека биде воеден во два круга, три круга, сите тие 5 души, 10, 15 души ако се во државата, имаат над 10.000 подписи, да имаат право да едноставно влезат во круг на гласање на граѓаните. За да биде председател на сите граѓани, без разлика на партиска обоеност, без разлика на пол, без разлика на националност, на вера, потребно е да се бира председател вон партиите. Партиски да не е обоен председателот, значи да не е од ниедна партија. Сакам да кажам и ова сега консенсуален председател. И тој нема да биде валиден, што го предлага сега СДС заедно со ДУИ. И тој нема да биде валиден. Ако стварно е од една од двете партии. Ако е независен и го предлагат, тогаш стварно ќе има квалитет. Според мене, председателскиот кандидат, следниот, треба да биде може би или избран од народот, али тоа пошто народот не може никако да се договори, затоа што секогаш или едната или другата страна ќе биде незадоволна, значи пред се треба да биде личност која досега воопшто немала никаква врска со политика. По мое мислење, единствен човек без разлика дали е македонец, дали е албанец, дали е од Австралија до Америка, Швајцарска, Германија, да не води он и партиите да се договарат да отварат конкурс за странец да ни биде фактички наш човек, ама што работи во странство. Јас само во тоа верувам. Пријатно. Јас го гледам решението во системот наш политички, во една изборна единица, во сведување во ситуација да граѓанинот го бира у крајна инстанца пратеникот и кој пратеник после го сочинуваат, сите пратеници го сочинуваат парламентот и кај што се одлучува. Еве, тоа би отприлике било решението. Дали не мислите дека председателот, не слушате? Да, ве слушам. Дали председателот треба да помине психолошки, психијатарски сите инстанции? Тој мора да потврди дека е здраво психолошка личност. Додека одеше прилогот, почна да ни звонат телефоните во режијата, бидејќи гледачите се уште имаат потреба да искажат. Еве, јас најавувам дека за едно 20 на минути, уште малку да ја пресечеме оваа тема од 2-3 аспекти, ќе вклучиме неколку гледачи и ги чуеме нивните прашања до вас. Ако немате ништо против, но тоа ќе го закажеме некако за 20 до 10, ако не ви пречи. Тито, како што гледате, или кај нас се уваат луѓе кои не припаѓаат на партии, но сите бараат, сите бараат кандидатот да не биде партиска личност. Од друга страна, јас знам, ја разбирам таа теза со која излеговте, дека не каков ни треба, туку каков можеме да избереме. Има ли шанса партија да предложи непартиска личност? Тоа може да се случи, ама знаете, ако го предложи една политичка партија како непартиска личност, другата политичка партија ќе го третира како припадник или симпатизер на соодветната политичка етикета. Така да, тоа тешко може да се реализира. Мислам, на ова ниво, на сваќањето на државните интереси, на овој начин на кој што се избира председателот. Знаете што, јас сум сериозно загрижен дали ние воопште може да избереме председател на држава. Цензусот е 40%. 40%. Излезноста на референдумот покажа дека многу тешко ќе биде. Нешто повисок цензусот. Добро, на 50. Немаме попис, не знаеме колку е точно бројот на избирачите. Значи, многу тешко ќе биде ако нема, така да кажам, председател, кандидат кој што ќе може да го привлече вниманието или да ги обедини политичките партии и граѓанскиот сектор. Што треба да се занимава председателот Кристијан? Да обединува политички партии или да мотивира граѓани да излезат на избори?
Јас би рекол дека дефинитивно треба да биде некоја комбинација од двете. Значи, јас лично имам проблем со она предпоставка дека ете би било во ред некој од поисторените фигури моментално во извршната власт да се префрли и да се кандидира за председател, бидејќи повеќето од нив биле кандидати и за пратеник на избори, значи биле директно гласани од луѓето токму за сега 4 години да их служат на државата. Така што според мене ја разбирам потребата од тоа политичари кои се однесува на СДСМ секако да, значи, политичари кои беа најактивни периодот околу преговорите со името и кои што навистина оствари едно историско достигнување за државата, разбирлива е потребата и за партијата и за државата тие луѓе да продолжат да окупираат важни политички функции. Меѓутоа, како што реков претходно, Македонија, како што спомна и гледачите во јавувањата, Македонија е парламентарен систем, така што тука е потребата, најголемата потреба од силни политички фигури кои што вистински ќе водат државата на секојдневна основа. Председателот се разбира има важни ингеренции кои што се можеби малку на број, меѓутоа сепак се значителни. Тие си символични, но може да бидат и многу директно политички, со голема тежина, се разбира, бидејќи ние имаме некаков полупредседателски систем, но дури и вон тоа, кога е личноста на председателот силна, па дури и кога е слаба, а се реши да прави глупости, он интервенира во политичкиот систем. Имер, ме интересира, ние доаѓаме до позиција во која што сепак доколку се направи договор за она што технички се нарече консензуален кандидат, предпоставката е дека ДУИ и СДСМ се во состојба да изберат таков председател откако би се договориле дека ќе биде консензуален. Има ли во двете партии расположение, особено во СДСМ, по ваша проценка се извинувам, има ли во СДСМ расположение да излезат со непартиски кандидат? Бидејќи вие разбирате, двајцата сте имале партии, сте били во партии, се уште сте во партии, веројатно, постои еден притисок кај членството да се стави свој човек. Од друга страна, постои употребна вредност на тоа. Кога ќе спадне криза и кога ќе дојде до еден критичен момент, може да заврши работа некаков председател со своите овластувања. Значи, СДСМ и раководството се разбира во една голема дилема. Дали да се одлучат за нивен, тврдокорен кандидат, значи со бекграунд историски од СДСМ, кој што ќе го мотивира членството и нивното гласачко тело, може би ќе биде мотивиран и нивниот партнер, ако се договорат за да биде тој, да кажеме, на двете политички партии како заеднички кандидат. Меѓутоа, таков еден кандидат тешко дека ќе мобилизира гласачко тело кој што е надвор од политичкото боење, односно политичката партиската униформа. Многу граѓани во Република Македонија во моментот, испоред тоа што видовме на референдумот, излезеноста, меѓутоа испоред сите анкети се неодлучни, неопределени, поготово со последните случувања околу амнестијата, која што кај голем дури број на поддржувачи на СДСМ не се одобрува, кај граѓаните, граѓанските активисти кои што сонуваат за една правна држава не го одобруваат. Значи, може да се доведе во прашање изборот, односно цензусот на излезеноста, дали ќе се постигнат тие 40%. Не дај Боже, ВМРО да се реши да вториот круг, значи го бойкотира. Дефинитивно тогаш ќе имаме проблем. Затоа најпаметно за владеачката структура, за власта, за партиите кои што сериозно размислуваат да номинират кандидат, треба да одберат кандидат кој што ќе има и граѓански премис. Значи, нешто што ќе има во него мобилизирачко, да мобилизира дел и од граѓаните кои што не би гласале за СДСМ или за ДУИ, меѓутоа би гласале можеби за одредена индивидуа, поради XX причини. Добро, јас вчера направив една штик проба во моите дневни колумни и реков дека Заев е апсолутно кандидат кој ќе победи на изборите и наброив низа причини заради кои тоа би се случило. Тито Заев би бил добар кандидат за избори за председател. Има тука, мислам, многу ми се допаѓа резонно што беше. Јас се обидов да аргументирам еден поглед на гледање. Многу аргументи одат во прилог на тезата дека Заев би можел да победи на изборите со оглед на неговиот углед сега. Не поделен рейтинг, но може да потикне бойкотирање. Предпоставам дека тоа е една од опасности. Тука има ризик. Особено од албанската етничка заедница има висока поддршка и така натаму.
партијата е на власт, огромен број на градоначалници на општините припаѓаат на социјалдемократскиот Па и тоа е Значи, фактор, да. он е во Некаква- состојба да мобилизира многу и политичкиот елемент и граѓанскиот. Има еден одличен тим околу него во владата кои што беа перјаници во граѓанскиот сектор и така натаму. Кима но или кима заприка но или е ова заклучокот? Не, да. И сакам да кажам дека без сомнение во овој момент е политичар со најголема поддршка од државата и би можел да победи на изборите. Но Значи има но. Но, дали тоа во овој случај значи и за партијата, особено за Република Македонија, во вакви, јас би рекол, драматични политички моменти, судбоносни, тежината што има премиерот како носител на извршната власт и да речеме овластувањата по уставот не се така мали на председателот на државата. Моторот кој што ја движи економијата, државата напред е премиерот, да не се лажеме. Друга, колку толку. Значи и особено ако излезе ова што господин Салмани рече да го бойкотира ВМРО ДПМН изборот на председател, а бидете сигурни цензус не може да се обезбеди и тоа би било може ли да се случи да се смени законот за бидејќи во Македонија Уставот треба да се смени, не законот. Се извинувам, да. Сакам да кажам нешто друго, бидејќи во Македонија реално тие цензуси па и за референдум се највисоки во Европа. Вие за референдум цензус, јас правевме некои истражување која беше референдум. 20 до 25% во најдемократските земји максимумот. Сега вие да соберете 40-50%, па дури и за председател е проблем. Добро, Кристијан, има ли шанса жена за кандидат? Па јас лично мислам дека дефинитивно е време за жена кандидат, а и за жена председател, не само жена кандидат. Зошто? Затоа што во Македонија ние на сите нивоа на власта моментално патиме од еден сериозен дефицит на соодветна застапеност на жените на локалната власт. Од 80 градоначалници имаме само 6 градоначалнички. Во извршната власт имаме само 4 министри, од вкупно 21 министер. Во собранието имаме малку подобра застапеност, 1/3 од вкупниот. Затоа таму има една интензивна кампања и квота. Инаку веројатно би немале. Така што мислам дека дефинитивно е време тоа да се префрли на председателската функција. Дали жена кандидат можеби нема повеќе таков орел на обединување? Иако по анкетите, вечера гледам и колегите од Телма излегува со некакви податоци и така натаму, жените значително помалку имаат поддршка од овие што, иако таму е сепак листата прилично сведена на овие usual suspects, да кажем, на овие вообичаени, се обмани нешто и лошо на во поддршка во јавноста. Но Салмани, може ли жена да ја надфрли таа пречка на овие евентуално избори? Јас сум за. Значи, жена кандидат може да биде и како се покажа, впрочем, со председателот на специјалното јавно обвинителство, кој што се покаже и докаже дека во најкритичното време успеа во државата да ја испрофункционира една институција во која што многу луѓе, поготово тогашната власт, си мислеа дека само ќе постават како кукла и ќе можат после понатаму да, можат после понатаму целата работа да ја терат во својот млин. А тај се засели со уште две жени околу неа. Така што жена кандидат може и како да биде, значи успешен кандидат, успешен председател. Се разбира дека во нашите односи и во нашата реалност би имало мала компаративна предност ако има евентуално поддршка од 2 или 3 политички партии, може да го пробуди тој женски, да кажеме, феминизам под наводници, во смисла на излезност, во смисла на изгледност и мотивација кај жените прв пат во Република Македонија да изберат жена председател. Како би поминала така Кајдуи, бидејќи сепак Кајдуи факторот кој што доколку дојде до некакви консензуални варијанти, и не само Кајдуи, кај другите партии, жена кандидат би поминала или како? Не само Кајдуи, значи да не се сведе албанското гласачко тело, значи со Дуи да се поистоветува. Па тоа и фактички не е така. Затоа што не е, значи веќе е докажано дека кај албанците и како има жени во високи функции кои што вршат одговорни задачи, да не
ги спомнам поред, меѓутоа актуелната граначалничка на Тетова, господја Теута Арифи, веќе неколку мандати, значи она или е пратеник, или министер, или граначалник. Ако памтите. Да, одличен кандидат. Значи граначалничката на Арачинова, која што исто така врши сега актуелната функција граначалник, една од специјални обвинителки, значи во специјалното јавно обвинителство, така што во албанскиот политички кампус има кандидатки кои што и те како би можеле честно, одговорно да ја завршат и да ја извршат ова функција и секако дека би било потик и презвик и за женското гласачко тело да се мотивира и мобилизира, плюс се разбира, меѓутоа со еден предуслов голем, да сепак мора да има поддршка од големи политички партии. Затоа што ние се уште сме партизирано, поларизирано како општество и без партиска поддршка и инфраструктура, тешко како граѓански активист, па макар била и супер жена. По сите анкети што се на располагање, и не само за оваа тема, тоа го покажуваат, како што веќе спомнав и вечерниот анкети на Телма, но и претходно, се уште е многу голем процентот на луѓето кои што се неопределени или без став, кои што велат нема да гласам, надфрлува 1/3. Мислам дека се негдека меѓу 30 и 35% од гласачкото тело. Кога на тоа ќе се додаде евентуална партиска насока за бојкотирање, тогаш навистина доаѓаме до проблем. Но Тито, дали на ВМРО му треба бојкотирање на претседателски избори, особено во оваја, како да кажем, еден пропагандистички налет во кој што се наоѓаат, каде што ќе треба да се провери и харизмата, позицијата, влијанието на Мицкоски, бидејќи тоа ќе биде прв пат тој да се проверува на избори. Дали тие можат да си дозволат да бојкотираат избори? И тоа при тоа не знам од какви причини би ги бојкотирали. Но да речеме кога ќе се измисли нешто и кога би ги немало. Си земам за право да тврдам дека независно што се извинувам, само јас само должен сум да кажам за гледачите, јас вечера се обидов да донесам барем 4-5 луѓе на кои се јавив од конзервативната, да кажам, ориентација политичка во Македонија, бидејќи денеска Свети Никола, речи си сите ми се извинија дека се наслави и ја тоа го почитувам, нема никаков проблем, но стварно се обидовме да донесеме, не успев да донесам уште еден гостин во емисијава. Се извинувам ти. Добро, барем нешто нека слава. Ајде се. Малициозно, ама. Ајде се Тито да протолкува кој е ставот на ББ. Независно ова што го слушаме секоја вечер Мицковски како говори дека на претседателските избори ќе ви го нанесеме првиот пораз, тоа ќе биде вовет во нови предвремени парламентарни избори на кои ВМРО убедливо ќе победи и така натаму. Човекот се храбри сам. Тој е свесен дека тоа ништо нема врска со реалноста. Бојкотот на референдумот од страна на ВМРО е гаранција дека и изборите ќе ги бојкотира ВМРО да помне. Претседателските избори. Тие се свесни дека не може да победат. Ама ако не можат да победат, барем и другиот да не победи. Тоа е логиката. Значи, производство на криза, меѓу другото. Производство на криза. Не верувам дека тие за сега во Мицковски гледат некој сериозен кандидат за претседател на државата. Барем минимум треба да ужива некоја поддршка, доверба во останатото население кое и партиски не е ангажирано и другите политички партии. Меѓутоа, со она риторика, со оној степен на омраза, со злоба, со пораките кои не може нормален ум да ги смисли секој ден, практично се делегитимира и како лидер на политичка партија за претседател на држава. Сакам да продискутираме уште една тема која што е пред да се обидеме и со гледачите да име што прашање ќе имаат. Кристијан, престојаш во Америка, Соединетите американски држави по долго време, во Вашингтон си, бидејќи таму и студираш постдипломски студии. Во Америка се случи еден феномен, да еден релативно непознат и потценет кандидат на крај триумфира, иако де факто ги изгуби изборите во нумеричка смисла на освоени гласови, но заради нивниот систем изборен и така натаму, ги доби изборите. Па сега гледаме што се случува и така натаму. Во Македонија имаме една ситуација во која што народот е очигледно презаситен од оваа класична политичка сцена. Гледате дека сите бараат непартиски кандидати, голема е недовербата во политичарите и така натаму. Има ли шанса некаков случаен кандидат кој ние не можеме сега ни да го предпоставиме, а кој ќе се појави во некаков февруари и можеби на бранот на некаков нов популизам,
кој што ќе биде контралево, контрадесно, ајде да не кажем некаков макроновски некаква макроновска платформа, да наеднаш онака како бран ги однесе изборите пред себе. Има ли во Македонија тој потенцијал? Како што спомена господинот Салмани претходно, проблемот е веројатно од финансиска природа. Јас не верувам дека некој таков популистички кандидат, потполен аутсайдер на политичката сцена би можел да биде сериозен кандидат, но мислам дека како кандидат би било добро да го има, чисто за да ја разбранува малку политичката сцена, бидејќи мислам дека сме дојдени веќе во еден период во кој постојано гледаме препукување меѓу двете неголеми партии, многу малку се зборува за политики, а многу се зборува за политика општо како апстрактен концепт. Така што мислам дека би било добро за демократскиот дискурс, но треба да внимаваме постојано кога зборуваме за оваа инклузивност, да биде евентуално председателка, да биде надпартиски кандидат, консенсуален кандидат, тоа се многу важни работи како што споменавме претходно. Меѓутоа тука ризикот е како што споменавте и самите Ордановски да се доведе некој потполен аутсайдер кој што потоа сепак би донел повеќе штета отколку корист. Да, ама гледаме дека такви аутсайдери хараат и на европска и на меѓународна сцена. Ако може уште една реченица, само ги слушнавме гледачите претходно, јас ја разбирам таа фрустрација кај луѓето, таа желба да дојде некој кој што воопшто не го познаваат, некое целосно ново лице, нели, значи дури и странец, каже еден од гледачите. Ја разбирам, меѓутоа, како што кажавме претходно, ингеренциите на председателот се многу сериозни и не треба да се расфрламе со некои такви комплетно авангардни решенија, треба да го сватиме тој дискурс многу посериозно. Имер Салмани се кандидираше за председателски кандидат од една, што викаат, андердог позиција, од една подцената позиција и потоа ги изненади сите со еден респектибилен број на гласови што ги доби. Имер, има ли шанси за некаков nobody на овие председателски избори просто да се појави и да се издигне? Да не кажем дека тоа на времето и мислам дека и Тупурковски ја искористи таа, да кажем, трет бран, трета шанса, трета опција, шанса па на едни избори парламентарни прилично така. За овие председателски избори има ли време, има ли простор за тоа? Прво, значи, времето е многу тенко. Да, бидејќи сме веќе сме нова година, после нова година, значи, многу брзо ќе влезат политичките партии со калкулации. Кој што да размислува да се кандидира, дали како граѓанин со подписи, дали со поддршка, со помала екипа, поголема екипа, значи мора да размислува веднаш после нова година, значи да се активира, да се промовира. Затоа што промените граѓаните ги сакат. Меѓутоа, ние колку што сме авангардни дека сакаме нови промени, толку сме и конзервативни. Во друга смисла дека сепак се плашиме од промените. Да не забораваме, актуелниот председател Иванов, кога дојде 2009 година, беше донесен како професор, не како партиски кандидат, дури беше поддржан од ВМРО, од академици, од професори, од лекари, од доктори и така натаму. Значи, така беше сервиран. Меѓутоа се докажа и се покажа дека беше најголемиот чувар на ВМРО, ДПМН идеологијата, дури да кажеме донесе и нови идеологии и така натаму, кои што направија голема штета на државата. Мора, тоа што на почетокот го зачитав, мора човекот што ќе биде идниот председател прво да биде чесен и морален. Значи може да биде многу вешт во знаењето, меѓутоа ако не е чесен и морален, значи он тоа знаење, таа вештина може да ја злоупотреби многу лесно. Дури да биде поопасен. Чесен, да, поопасен, чесен и морален. Со доволно знаење, доволно зрел и сепак да има одредена политичка поддршка од одредени политички партии. Затоа што ние сме такво какво држава, ние не сме совршени како општество со толку висока граѓанска свест да може да дојде еден нов Макрон од никаде и да стане, да кажеме, председател. Мора да биде човек кој што ќе има одредена поддршка како база од политичките партии, меѓутоа идеално би било кога би имал, значи, свој изграден став, кој што би рефлектирал понатаму и не би бил во канџите на политичките партии. Сепак, председателот на државата може да биде добар коректив на грешките евентуални и на владата и на парламентот. Председателот на државата има уставни овластувања во надворешната политика. Да не зборуваме и да ги не повторуваме овластувањето кои што има во внатрешната безбедност, врховен командант на вооружените сили, Агенцијата за разузнавање. Овластување има еден куп, значи, кој што може паметно да ги искористи. Дури ако е харизматичен, паметен председател, он може да биде во надпревар, не во конкуренција
да ги узурпира овластувањето на некаков власта. продуктивен политички Меѓутоа, во надпревар. позитивен надпревар со премиерот и со владата. Да во таа конкуренција да видат на крајот хајр и добробит, што се вика, најмногу граѓаните. Тито, има ли шанса за Макрон во Македонија? Мислам не. Ке кажам од кои причини. Значи, денес, без сомнение, да не се залажуваме, мобилизација масовна може да се направи на етничка или партиска основа. За да се појави Макрон, треба веднаш да почне да собира подписи според нашиот устав 10.000. Не може ли на социјална основа да се направи мобилизација? На основа на лош знаете, живот, на основа на... Конечно, Заев направи една живот за сите и така натаму една тоа би платформа. било револуција во Македонија. А да дојде до мобилизација на социјална основа. Ние денес имаме колективистички пристап во уредувањето на општествените односи. Ако едно време беше, да речеме, работничката класа, денес е нацијата. Значи, ништо суштествено не се помести во насока на создавање на цивилно, граѓанско општество, во кое Макрон и тие како него се можни. Значи, ние денес треба да бидеме реални, да кажеме на кои основи се темелат и сите овие политики за кои што разговаравме секојдневно, и она што е најсуштествено, дали институциите на државата денес може да дозволат такво нешто. Би било прекрасно, тоа е многу убава идеја, многу сон за се уште за едно општество како што е македонското, конфликтно, меѓу себе завојувани, ние не разговараме, ние војна водиме и така натаму. Добро, во оваа земја сепак се случи некаква шарена револуција, која барем во своето извориште не беше партиска. Да, ама донесе политичка поддржа, Така е. политичка елита и политичка партија донесе на власт. Сакам само да додадам, значи идниот кандидат. Ја само да замолам Идниот режијата, председател. ако се јави некој гледач, јавете ми за да го вклучиме и се извинувам. Мора и треба од сега да се размислува и треба така да се проектират вредностите и понудата на тој кандидат, затоа што он ќе мора да се бира врз основа на некоја понуда. Да направи тотална мобилизација, нешто слично со шарената револуција, кога луѓето беа премногу жедни за правда, а верувам дека се уште се жедни за правда, од една страна, значи една граѓанска мобилизација и од друга страна меѓуетничка мобилизација. Значи Имаме мора да другачна- биде потикнувач и кај македонците и кај албанците. Колку чини една председателска кампања? Бидејќи тоа е врзано со можноста да се јави некаков случаен, некаков непартиски, независен кандидат и така натаму. Мислам, тоа пред се ги прашувам Тито Имер, бидејќи се тие практичари политички. Колку би била денеска една председателска кампања, Имер? Може да чини многу пари, може да чини и малку пари. Ако Зависи кандидатот како ќе се... Да, како ќе се постават. Ако имате ви една армија на доброволци, Да. кои што ќе работат, значи со желба, со ентузијазам. со ентузијазам, може значи многу малку да ве чини во смисла на постери, флаери, програми, штампања и така натаму. Меѓутоа, ако вие исклучиво идете на мобилизација од типот со големи рекламни кампањи, возење со автобуси, пренесување од едно место во Митинзи, друго да. место, митинзи, па и со сендвичи како што прават некои, тоа е премногу скапа кампања. Тито, може ли тоа без неколку милиони да се направи? Јас сепак верувам на она што Имер го говори, бидејќи јас бев кандидат на политичка партија. А политичката партија сепак може многу повеќе да мобилизира средства од познати причини. Нема да откриваме Америка, ако кажеме на која основа се финансира. Но треба многу пари. Ја не можам да манипулирам со цифри, но веројатно милиони, Политиката модерна е скапа, скапарата. Имаме гледач на линија. Повелите ве, слушаме. Добро вечер, Сашо. Добро вечер. Поздрав за тебе и гостите. Благодарам. И посебно за мојот комшија Имер Шермани. Повелете. Од Буковиќ се јавам на Софисакија. Вака јас сакам да биде кандидатот апсолутно независен од ниједна партија. Член на ниједна партија да биде. Добро. Тоа да се изведе на следниот начин. Да речеме, ДИК, Државната изборна комисија, да направи 20 коверти. 20 коверти, внатре на 9 коверти да има да, на 11 не. Да има 9 кандидати. Од тие 9 да има 3 жени. 6 мажи, 3 жени. И тие 9 кандидати... А зашто да не е пола-пола?
Па не пола, По 4,5 да биде ако се 9 души. Така доаѓа, така да тие 9 кандидати не да имат многу шетање по градови ово, трошкови да се направат и лични и да има минимален број на средства Државната изборна комисија на располагање со одлука на собранието. Да речеме по неколку градови, само по големи градови да учествуваат у кампања, а да има барем секој кандидат или сите заедно да бидат на 2, 3, 4 телевизии, едно 2, 3, 4 емисии да има и сасвим ќе биде доволно. Ве разбирам, ви благодарам, не е лош предлогот и тоа ме води до следното прашање за моите гости во студио. Дали не е време да се смени начинот на избор на председател? Тоа впрочем и не е да не се разговарало. Кристијан, како ти се чини тебе по потоа и другите двајца гости? Дали може би треба да се размислува, веројатно е предоцна за овие избори, неверојатно туку сигурно, но во иднина се заговараше некаков модел парламентот да го бира председателот. Таков модел постои во многу држави, меѓутоа ниту една од тие држави нема аналогна ситуација на нашата држава. Значи во Германија на пример го имаме тој случај. Проблемот е што не само во Македонија, туку насекаде во Источна Европа, државите се одлучиле да не го бираат председателот во собрание, бидејќи тоа сепак дава еден дополнителна прилика за легитимитет на председателот, бидејќи многу е важно во сите источни европски држави, исто како во Македонија имаме парламентарни системи, бидејќи претпоставката е дека доколку е председател, една личност може многу полесно да ја зароби државата, што ние го искусивме нели со председател со многу ограничени ингеренции, како би можело да биде кога би имали повисоки ингеренции. Така што добро е што имаме парламентарен систем, меѓутоа па и тој парламентарен систем може да ја зароби државата. Така што повторно е потребно председателот да игра некаква улога на коректив. Некаков баланс, check and balance. Така е, доколку би се бирал тој председател во парламентот, имајќи ја предвид нашата демократска култура, и јас гледајќи колку претениците секогаш гласаат онака како што гласа целокупната нивна претеничка група, јас не можам да замислам некој пратеник некогаш да гласа за кандидатот од другата партија. Така што претпоставувам дека секогаш би се бирали исклучиво партиски личности. Дојде ли е време да се отвори тоа прашање? Па, јас мислам да. Дури сега во ова отварање на Уставот, јас реално очекував дека барем од страна на ДУИ ќе биде покренато ово прашање, затоа што од подавна, значи од минатите избори и така натаму, беше ова прашање поставено како да дојдеме до консензуален председател, кој што за Македонија и односите меѓуетнички, меѓупартиски у Македонија, многу полесно може да дојде во парламентот да се избере. Ако е некаков политички парламентарен договор. Точно така, него на терен како што се поставуваат сега работите. Меѓутоа, во иднина јас би размислувал, Република Македонија е мала држава. Значи, ние видовме дека кога има конфликт, тешко дека власта и председателот, односно владата и председателот успеваат да наоѓат, иако сме видели коабитација рака на срце. Меѓутоа, еве сега нема таква коабитација. Имаме гледач на линијата, предлагам да го вклучиме да видиме што е наредното прашање, а Тито ќе се навратиме на ова, бидејќи ме интересира и вашиот одговор. Поведете во програма сте. Поведете, не знам дали не слушате, јас слушам шушкање во слушалицата. Добро, додека се вклучи гледачот. Тито, дојдено ли е време да се размислува за промена на Јас мислам моделот? Она што го реков на почетокот, дека се плашам за неуспех на овие председателски избори заради констелацијата на вкупните политички односи, особено меѓународната димензија во Република Македонија. Ако пропадне, да речеме, договорот со Грција, шансите НАТО, Европска Унија се минимизираат, тешко ќе можеме да дојдеме до председател. Тогаш ќе се намете како неопходен моделот на избор на председател во парламентот. Но тука тој ќе биде значително ослабен председател. Токму така, значи има и добри и лоши страни. А председателот кој што се бира на непосредни избори во Македонија за сега мислам дека одговара на нашиот политички систем. Пред малку рековте сами дека ние немаме чист парламентарен систем. Имаме полупредседателски систем со оглед на огромните функции што има председателот во сите сфери. Тој дури и 20 суди на Уставен суд, па во судски совет, па надворешна политика, па имаме гледач на линијата.
се слушаме. Ајде, повелете. Да, се слушаме, чекам. Да, повелете. Добро вечер на гостите и... Добро вечер. Благодариме за јавувањето. Дали су во програма? Да, повелете, ве слушаме. Ако ме слушате, следното ќе го кажам. Со спас за Македонија, од овие политичари, Ван Хауте за председател, а Прибе за председател на судот. Со тоа решение Македонија ќе се спаси. Тоа имам да кажам. Ви благодарам за предлогот. Добро, да ве прашам. Има ли варијанта, гледайте, неодамна се случи во Британија за една голема судска функција да практично увезат, пазите, во една Британија, судија од Нов Зеланд. Исто така угледен и така натаму за една голема истрага која што се водеше во Британија и намерно не донесува судија од Нов Зеланд. Добро, тоа не е председател на држава. Но гледате дека има една, како кажеме, една желба, една страст кај гледачите да биде што по-неутрален, па макар и странец. Има ли шанса странец да кандидираме? Не, што се однесува до судските функции, се сеќавате, тоа се предлагаше и во нашиот устав јавниот обвинител да биде од надвор и така натаму председателот на антикорупцијска комисија. Да. Но ако ние навистина не можеме сакаме да донесеме председател на држава од надвор, ние не заслужуваме да имаме држава. Председателот на државата е персонификација на волјата на мнозинството граѓани. Не случајно се вика татко на нација, популарно значи. А ако дојдеме од надвор, ние ќе бидеме некој протекторат. Меѓутоа, ова размислување на еден од гледачите вечерва е размислување на многу такви граѓани во Република Македонија и тоа е огромен показател и со должно внимание треба да се читат размислувањата на граѓаните и барањата каков председател сакат граѓаните. Значи, тоа е доказ дека имат огромна недоверба во институциите, меѓутоа и однапред потрошена недоверба, односно доверба во идните можни председатели. Така што тоа е за почитување, за размислување и тоа е знак и аларм за отрезнување кога граѓани на Република Македонија или одреден процент на граѓани сакат и посакуваат протекторат. Значи, да се донесе некој од надвор да ни среди работите. Господа, се ближи 10 часот, малку го пробивме нашиот термин. Господин Петковски, господин Фидановски, господин Селмани, јас ви благодарам за вечерашниот разговор. Мислам дека ги протресовме сите овие можни аспекти горе-долу. Имаме уште време, бидејќи има уште 4 месеци најмалку до изборот на председател. Се надевам дека повторно ќе се видиме. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам и за јавувањата, ви благодарам и за тоа што не следевте. Останете со нас, останете со еден телевизија, следуваат исто така интересни содржини и после оваа емисија. Пријатно, јас сум Сашо Ордановски, се гледаме идната среда во печат на неделата.